Граѓаните можат да бидат спокојни. Земјава и понатаму ќе остане со убедливо најниски цени на бензините и дизел горивата во регионот. Порача премиерот Христијан Мицкоски, откако цената на нафтата на светските берзи се искачи над $100 за барел поради конфликтот на Блискиот Исток. Новите цени на горивата регулаторна комисија ќе ги соопшти утре, а доколку има потреба, премиерот уверува дека владата веднаш ќе интервенира. Граѓаните треба да бидат спокојни. Ние и понатаму ќе продолжиме да бидеме држава со најниска цена на бензините и дизел горивото, иако тоа е берзански производ, ќе повторам, не е производ кој што зависи од тоа дали е некој подобар или полош предприемач или подобар или полош политичар, туку е берзански производ. Во однос на новите царини од страна на САД и тоа што соседна Србија е привремено изземена од нив, Мицкоски појасни дека и Македонија не е опфатена со ваквите дополнителни царини, но дека тоа не значи дека ниту Србија ниту Македонија нема да плаќаат никакви царини кон САД. Потенцираше дека треба да се направи разлика меѓу редовните царински давачки и дополнителните царини што Вашингтон ги воведе за дел од земјите. Се воведе така наречен трговски додаток од 10% кон сите земји во светот. Кон сите земји во светот. И сега, ова е најновото, кое што беше објавено страна на администрацијата на Соединетите Американски држави, а тоа се различни тарифи за Европа е меѓу 10 и 12,5%, тоа се 60 држави во светот, кои што повторно на оние тарифи дефинирани со Светската трговска организација ќе имат дополнителни обврски за плаќање. Не сме ние во таа група, но тоа не значи дека немаме царини. Тоа не значи дека и Србија нема царини. Има и Србија, исто како што и тие држави кои што не се на тој список од 60 земји, но ние цениме дека како стратешки партнер со Соединетите Американски држави конечно можеме да соработуваме онака како што заслужуваме и како што треба да соработуваат стратешки партнери. Нормално не правиме страд од сето тоа е една нормална политика која што треба така и да функционира. Мицкоски појасни и дека 7 милиони евра кои владата ги позајмила од МНАФ, МЕПСО, Државна лотарија и јавното предпријатие за државни патишта ќе бидат искористени за сервисирање на обврски кон кинеската банка за изградба на автопатите. Нагласи и дека станува збор за вообичаена процедура која многу пати во минатото била применувана и дека средствата уште следниот месец ќе им бидат вратени на компаниите. Утре пред пратениците ќе се најде и ребалансот на буџетот, за кој се поднесени десетици амандмани од опозицијските партии.